За прв пат во историјата на Македонија актуелен министер заврши за решетки и издржува притвор, па засега не постои пракса што ќе се случува понатаму со неговата фотелја и министерството. Министерот без ресор Шабан Салиу е осумничен за период од неговото директорување во Дирекцијата за заштита и спасување, а е поврзано со трагедијата во Кучани. Дел од познавачите коментира дека тој нема имунитет, а бидејќи сигурно ќе се повикува на пресумција на невиност, премиерот може да бара само политичка одговорност. Ниту во законот за влада нема одредби за ваква ситуација, па според адвокатот Јанаки Митровски ќе следи разрешување и именување на нов министер. За него не важат такви одредби кои што значат еден вид на заштита, меѓутоа и во законот за влада нема да најдете одредба која што по автоматизам подразбира дека истиот треба да биде разрешен од функција, впрочем се очекува и тој реално да се повикува и на пресумпција на невиност, што е сосема легитимно, односно не е виновен додека не се докаже спротивното, но политичка одговорност мора да сноси и се очекува, јас лично очекувам, веројатно јавноста очекува да премиерот поднесе предлог на влада на седница да биде разрешен. Дел од истрагата во Кучани го фати македонскиот амбасадор во Норвешка и Исланд Дритон Кучи, кој е осомничен како екс-министер за економија. Тој вчера се врати во земјава и обвинителството за него побара мерки за предпазливост. Од владата се децидни дека сите функционери кои се осомничени за трагедијата во дискотеката Пулс ќе бидат разрешени откако премиерот ќе се врати од официјалната посета на Емиратите. Како влада сме целосно посветени на темелна истрага и во таа насока ги разгледуваме сите процедури и механизми кои ни стојат на располагање. Повраќањето на премиерот од официјалната посета на Обединетите Арапски Емирати, лицата кои се опфатени во истрагата ќе бидат разрешени. Имено, истрагата досега уфати 47 луѓе и 3 фирми, меѓу нив се поранешни директори на Дирекцијата за заштита и спасување, пазарната инспекција и тројца поранешни министри. Осомничени се инспектори на пазарната инспекција и градежни инспектори, како и проектантката што магазинот за лесна индустрија го преименувала во кабаре. Обвинителството за организиран криминал во Скопје води истрага против 7 полициски службеници од Кочани и Штип, и тие се во 30-дневен притвор во Шутка.